Има едни жени карпи, кои изгледаат толку кревко, што мислиш дека во секој момент ќе се скршат. Но тие имаат толку сила, што на плеќите може да понесат цела планина. Ова се стихови од една песна, кои совршено ја опишуваат нашата учесничка. Добре дојдовте во VIP на еден ден. Запознајте ја Снежана. Мама е млада во дух, мама е борец, мама е човек кој што секогаш сака да помогне и секогаш пружа љубов. Ова е приказна за една храбра жена, посветена мајка. Една од многуте самохрани мајки во Македонија, која своето искуство, својот тежок пат, својата храброст одлучи да ја сподели со нас. Не за да биде сожалувана, туку да покаже дека вербата, љубовта кон децата и кон себе си, силата да се опстои и излезе надвор од нездрав брак, е вистинска и единствена одлука. Иако сеќавањата секогаш ќе бидат болни, а солзите присутни. Јас сум Снежана Жајдала, самохрана мајка, мајка на Изабела Жајдала, 19 години, студент, и Стефан Жајдала, 16 години, ученик во средното петете училишта. Се омажила во раните 20-ти, барајќи нова среќа, која во нејзиниот дом, после смртта на мајка ѝ, веќе била само болно сеќавање. Ама среќата не била таму. После 10 години брак, заради нетрпеливост и одредени ситуации, состојби, пред се порак, кај мојот сопруг се одлучив да поднесам бракоразводна парница и да се разведам и да се заминам од домот и се вратив назад во татковата куќа. После враќањето во куќата продолжуваме понатаму да живееме самостојно. Децата беа многу мали, на 7 годишни. Децата беа многу мали, Изабела имаше 7 години, Стефан 4 години. Продолживме понатаму со сопствени сили. И мачно е сеќавањето, горко раскажувањето, а немоќта подкрепена со солзи, посебно заради борбата за сопствен дом, која и после 12 години не може да го има. Во тој временски период подкрепа имав од роднините кои што тука живеат, блиските роднини. Благодарна сум и ден денес кога добиваме таа поддршка, меѓутоа во секој случај сега во дадениот момент си уште ги решаваме имотно-правните односи и се надевам дека тие најскоро ќе завршат, затоа што не е така едноставно, прилично е болно во секој случај, меѓутоа верувам, искрено верувам и се надевам дека луѓето ќе имаат понатаму поголемо разбирање. Пред се сакам да разберат и да сватат дека никој не се враќа во татковиот дом, доколку му било убаво таму каде што бил. Воздржана е во изјавите, сепак со почит кон биолошкиот родител на сопствените деца. Децата не ме обвинува, меѓутоа не разбира. Значи, во секој случај кога веќе порасна и почна да се појавува уне момент сакаме зашто нашето семејство не е нормално семејство, зашто нема мама и тато, зашто ние не сме заедно, зашто ние постојано за време на викендите одиме кај тато или сме кај тебе, поделени сме, не сме заедно. Можеби на таа возраст не можев да им објасна. Сега како што се пораснати, делумно ја знаат вистината. Делумно ја чувствуваат и на своја кожа, меѓутоа во секој случај, јас едно ќе речам, биолошки родител е биолошки родител. Значи, тие си го сакаат свој собствен родител, затоа што тој им е родител. Значи, сите ние, некој има пораци. Од претходно некој со текот на понатамошното живење ги стекнува тие пораци
Меѓутоа, кој како ќе се справи, кој како ќе се избори. Во секој случај, секој порок, не само што му прави проблем на човекот кој што или е порочен, прави проблем и на целото семејство. Но солзите и тагата не се воздржуваат, посебно кога се сеќава ништо се поминала. Јас сакав да бидам независна личност, да работам, ги подигнав дечињата, тие порасна и во моментот кога веќе сакав да се реализирам себе си, да бидам вработена, најдов на отпор од другата страна. Така да не бев поддржана воопшто. Јас сум образована личност, значи студирав на економскиот факултет, за жал не успев да го завршам бидејќи сплитна околности во секој случај. И веќе кога порокот не се надминува, а тензијата станува се поголема и расправиите неподносливи, после 10 години и вербата дека ќе биде секој ден се подобро, Снежана одлучува да стави крај. Јас не дозволив да моите деца продолжат да живеат во една тензична ситуација со состојба, значи кога јас веќе припознав дека таа тензија јас не можам да разрешам и мене ми прави проблем. Значи донесов одлука и цврсто бев решена и убедена дека ќе успеам и фала му на Бога што сепак успеа. И не се каам. И тогаш се соочува со својата одлука. Најтешкото е тоа што мора да се изорганизираат добро работите за да денот тече во нормален ред и редослед. Првенствено, носењето и земањето од училиште беше моја обврска, меѓутоа и морав да барам работно место само со прва смена за да можам да се справам со сите тие обврски. Меѓутоа успеавме, фала му на Бога. А кој е мотивот да издржи? Мислам дека таа љубов, таа сплотеност со децата ми даде сила, пред се најмногу Бог и сите оние мои роднини и пријатели кои што и ден денешен се со нас и за нас, се мотивот кој што ме тера да обстојам и да дадам се од себе си. И тоа и го прави. Значи, од тој момент, од кога излегов од домот, јас се реализирав себе си како личност. Јас работам, заработувам. Може би не е доволно, меѓутоа се трудам колку што можам. За љубовта и поддршката е благодарна и Изабела. Најголем поддржувач во сите мои одлуки кои што сум ги носела во мојот живот. Денеска каде што сум на тој факултет на кој што сакам да сум, ми беше најголема поддршка и најмногу сум почувствувала дека ја сакам оној момент кога кога завршив во болница, кога не можев да дишам, а она беше сепак тука присутна до мене и ми ја држеше раката и ми беше најголем бодрец за да го пребродам тој и да продолжам понатаму. И овде се наметнува прашањето на еднородителските семејства. Законот за семејство, за жал, се уште не е соодветен во однос на социјалната помош на самохраните мајки. Заштита, поддршка во однос на домувањето, вработување, школување или давање предност на истите. Општеството мора да има разбирање, вели Снежана, затоа што никој намерно не станува самохран родител. Мислам дека во нашата држава не е доволно обрнато внимание на самохраните родители. Велам едно, јас кога ќе запознам луѓе, без разлика дали е тоа маж или жена која што е самохран родител, јас им се воодушевувам искрено. Пред се, многу е поедноставно кога децата живеат во здраво семејство, со двајца родители, затоа што тие и финансиски подпомагаат и балансираат со посветеноста, со вниманието, со времето. Кога е родител самохран родител, тој е припуштен самиот на себе си, да оди да заработува, квалитетно да одвои од своето собствено време за да им се посвети на децата, на домашните уврски, на себе си. За мене се тоа навистина вистински јунаци.
кои што не верувам дека од некои други побуди станале самоохранени родители, секогаш верувам дека тоа е од некоја причина која што не можеле разумно да ја надминат и дека морале да донесат одлука или да се разведат и да станат самоохранени родители. И после се што поминала, ја прашавме, како сега се доживува? Силна личност, силна жена. Силна жена, полна со љубов, која што несебично ја дава, постојано ги мотивирам другите, им велам едно, сакајте се, почитувајте се, задржувајте го бракот, разговарајте, бидејќи во оној момент кога ќе престане комуникацијата, во тој случај умира и бракот. Без разговор, без искрен разговор, без толеранција, без разбирање, нема ништо. А што е со незиниот сон? Дали во борбата да ги изведе децата на прав пат и да се избори со ветерниците, останал малку простор за сопствените соништа? Мојот сон беше да го завршам економскиот факултет. За жал, не го завршив. Меѓутоа, тоа не ме прави помалку успешна. Јас сум успешна во она поле кое што се вели живот. Секогаш кога ги погледнам моите деца и кога ги гледам нивните успеси, тоа се и мои успеси. Јас се гордеам со нив, искрено кажано. Здравиот Боже, времето ќе се го покаже своето. Никогаш не се откажувам и не велам не. Работам, обстојам, минувам струки. Секој работно место за мене е ново искуство. Нов предизвик. Ги совладувам препреките и мислам дека ќе биде добро. И мислам дека ќе биде во ред. А што мисли Изабела? Кој е сонат на незината мајка? И како таа допринесува? Да има свој собствен дом. Место каде што ќе биде срекна, ќе биде исполнета, каде што ќе има слободата која што сака да има. А и се надевам дека ќе помогна во врска со тоа. Работам во игротека, значи со деца, родендени, колку што можем принесувам дома тоа. И чувствувајќи ја силата на Снежана, но кревкиот изглед, прашавме која беше причината да се пријави во нашата емисија. Пред се, сакав да споделам едно искуство кое што за мене е навистина интимно. Се плашев дали ќе можам да бидам доволно храбра за да проговорам пред камерите. И проговорив пред камерите. Посакувам да младите личности доволно се запознаат себе си. Доволно да знаат што сакаат. И од себе си, и од својот партнер. И можеби подобре на почетокот некои работи да се сменат и да не остават да времето ги менува работите, затоа што некои работи не ги менува времето. Меѓутоа, благодарна сум на Бога што мојата љубов се реализира преку Изабела и Стефан. И тогаш кога немам сила и кога имам недостаток на сила, благодарна сум пред се на монаштвото и на сестринството, на монаштвото во Бигорскиот манастир, на сестринството во Рајчица, кои што несебично ги отварат портите за сите нас. Духовната храна ја црпам таму. Но секој случај не сакам да тие се чувствуваат повредени, затоа што сепак тој им е татко. Не сакам тоа што јас го доживеав и преживеав, не сакам да го преживее никој, а најмалку моите деца. Бидејќи тие не се заслужени за ништо, тие треба да бидат срекни. И веќе ни беше сосема јасно дека борбата да биде најдобра мајка, силен борец, наоѓајќи утеха и во манастирите. Оваа жена, животот ја натерал да дава многу, да дава се, а за себе да бара сосема малку. Затоа и го заслужува овој VIP третман,
А тоа најдобро го знае низината ќерка. Мислам дека и треба ваква трансформација за конечно да се види себе си во светлото во кое што јас ја гледам цело време, дека е приубава, дека иако има 43 години изгледа како да има 32. Така да мислам дека конечно ќе биде задоволна да се види себе си во огледало онака како што сака да се види. А прашав ми, кој е најголемиот проблем? Забит. Дефинитивно. Брчките воопшто не сметат, така? Ако забите се најголемиот проблем на Снежана, тогаш одиме да го решиме тој проблем. Добар ден. Добре дојдовте. И јас сум Снежана. Драго ми е. Повелете. Повели Снеже. Тука сме ние да се погрижиме за прекрасната насмевка на Снеже. Тоа кај нас ќе го стори доктор Емилија Кочовска, пошто она ќе биде задолжена за вас и ќе води целата ваша терапија. Ајде да видиме. Прво да направиме еден комплетен преглед, затоа што комплетно ќе ве трансформираат, ќе ве трансформираме и ние. Значи вака. Гризнете си слободно. Одлично. Докторката ни соопшти дека проблемот всушности не е толку голем, колку што изгледа во очите на Снежана. Значи првично да видиме состојбата на забите. Одлично. Затворете си. Одлично. Овака. Значи кај вас имаме едно убаво избелување, имате прекрасни плочки на забите, убаво наредени, со тоа што претходно ќе ги исчистиме забниот каменец на слагите, тврди и меки, со ултразвук, ќе ги испескариме, ќе ги исчистиме со четкичка за полирање и ќе направиме едно комплетно обелување на забите со тоа што сакаме и треба да добиеме барем неколку нијанси посветли, кои ќе се насмеете да изгледате уште поубаво. Може така? Одлично. Потемнувањето на забите најчесто се случува заради консумација на обоени пијалаци, но добро е што решението е брзо и не е штетно. Втора една друга битна работа, што најчесто кај нас, кај луѓе кои што имаат мртви заби, зборуваме мртви заби се заби кои што претходно се лекувани, тоест изваден е нервот, умртвене, исполнети се каналите, со текот на времето таквите заби знаат да добијат некои 2 до 3, во зависност од самиот пациент индивидуално, да добијат и некоја потемна нијанса. Малку боли и пецка, ама се е за убавина. Процедурата е следна. Кај избелувањето на забите, ова ви е природната моментална ситуација ваша. Се зема клучна боја, која што ние најчесто ја користиме, за да доловиме точно слична, скоро идентична нијанса на бојата на природниот заб. Кај обелувањето го правиме моментално истото, со тоа што, значи одредуваме ваша природна боја на заб. Тоа во случајот, значи одиме спрема клучот на боја, одредуваме која боја ви е вас најсоодветна во моментот, тоест природната во моментот на пред обелувањето. Значи во моментот на обелувањето јас D3, значи D3 нијанса, со тоа што на крај после обелувањето и пломбите кои што ви се постари, тие ќе се променат спрема бојата која што ќе ја добиеме во моментот после обелувањето, после самата процедура. И готови сме. Значи првиот дел од решавањето на најголемиот проблем со забите е завршен. Одиме понатаму. Bez tebe noćva je plivka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Beli konji sedlani i sjajni biseri, jaske donesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Празничните специјалитети се повкусни со маслото на Брилијант. Твојот прв избор. Зимските денови се навистина кратки, па само за миг денот се претвара во ноќ. Па така, по ноќна прошетка низ Скопје, стигнавме до Линеја, каде ја очекуваме да ни се придружи Викторија Бурсаќ, стилист, која ќе стане дел од нашиот тим на професионалци. Еве сме. Здраво и добре дојде. Добро е најдобро. Сега конечно ќе те представиме на нашата публика. Значи, чест и задоволство ми е да ви соопштам дека од денеска во нашата емисија се вклучува стилистка и со неа ќе направиме разговор, ќе ни дадеш совети, меѓутоа од сега натаму ти ќе бидеш задолжена за изгледот на нашите учесници затоа што си знаеш работата. До сега јас работев некако по сенс, меѓутоа од сега натаму во професионални раце се нашите учеснички. Океј? Фала ти Снежа многу на поканата пред се и ќе ми биде задоволство. Хајде сега од прилика да разгледаме, да видиме што како има и да си направиме муабет. Прво да те прашам како се одлучи да ја работиш оваа професија? Како ти дојде идејата или општо тоа си лежеше во себе? Па вака, значи јас ова ми е веќе 10-та година како се бавам како стилист. Само поентата кај мене беше тоа што едно добри 7 години никој не знаеше за тоа, освен јас и моите клиенти. Го работев во слободно време, се додека сватив дека навистина го сакам ова, ме исполнува. Буквално можам и да не јадам и да не пијам 24 часа кога го работам ова, бидејќи навистина уживам и тогаш одлучив да бидам повидлива. И го отворив мојот Инстаграм профил Бурсаќ БЕ, на кој што му дадов име и одлучив таму да покажам што јас знам да направам. Во прво време се фотографирав сама со некои своји парчиња и некои своји идеи кои што ги имав. Подоцна дојдов до идеја до некои луѓе кои што се стварно мислам интересни за градот или се можеби не знам глумци, пејачи, водители. Од нивниот гардеробер да направам некоја комбинација и тоа да го испромовирам. И подоцна веќе дојде соработката првенствено со Тамара Тодевска, бидејќи нормално приметија луѓето што знам да правам и како тоа изгледа. И потоа со Антонија Гиговска. А инаку сум по професија ликовен уметник. Средно уметничко имам завршено дизајн на текстил и облека со костимографија. 1 година на Академија Италијана, така да од таму излезе целата таа креативност, но всушност јас сум човек кој што се поврза со фината уметност и кој што сакаше длабоко во себе да работи скулптура, меѓутоа некако не се поклопија куцките, тоа не излезе и едноставно сватив дека сакам да правам живи скулптури. Значи секојдневно што ќе можат да ги носат буквално парчињата и комбинациите кои што ќе им ги создадам и да уживаат во тоа, да бидат приметени, да бидат уникатни, да бидат посебни, да се одвојуваат од масата. Тоа е мојата цел. Така, дали тоа значи дека секој може да биде стилизиран и секој може да изгледа убаво? Меѓутоа, облекото треба да биде соодветно, така? Секако. Значи секој треба да изгледа убаво, првенствено заради себе, а после заради сите тие други нешта. Меѓутоа, тоа треба да е во согласно со возраста, со местото каде што одиме, нели, дали одиме на работа, дали можеби имаме некој свечен ивент или нешто слично, и секако силуетата. Значи мора тие три работи да се Кога сме кај силуетата, тука запазат. најмногу се утнува. И обично сите што бираме прво? Црно, play safe. Така? Така, да. Денеска во црно. Јас сум денеска во црно заради тоа што доаѓам и од работа, заради тоа што имам дрес-код. Морам да бидам целата во црно и ми одговара во овие зимски денови на некој начин најлесно да искомбинирам, да се чувствувам во тоа. Реално стеснува црно? Стеснува, да, стеснува и плюс заради тоа што кога сакам да носам нешто што е впечатливо како обетки, сакам да сум. Аха, тоа. Да, сакам да сум малку потемна. Прв моден совет. Ако сакате да носите statement earrings, значи нешто што е обетка која што е да речам погласна, која што е светкава, голема, ете така, а да не биде too much, да не биде премногу, значи на дневно ниво, тогаш убаво е да сте монохромни. Добро е да сте црни, тегет, сиво. Колку ни е тоа? Одлично, и па тогаш сега да ти ја представам нашата учесничка. Јас ќе ја представам баш би сакала да фотографија. Добро. Да, потоа вие ќе се договорите па ќе ја видите. Меѓутоа ајде да видиме што и каде да одбереме. Само да си ја најдам фотографија. Значи ова ни е Снежана Жајдела. Има 43 години, по однос на тоа што мене ми кажа, бројот е 38-ца. Имаше едно барање да не биде мини сукња, да не биде кратка сукња, затоа и те прашам. Така да, што мислиш кај Низа, што би можеле да
Па кај незе она има стварно убава силуета. Нема вишок на килограми, по што го гледам, така да кај незе може буквално се. Се, значи може и фустан кој што е миди, може малку да прати линија на тело, може да е затворен, може да е отворен, може да има карнер, може да се панталони, со некој сако, значи може се. Коите се поголем предизвик? Овие кои што нели можат се да облечат или оние кои што баш се? Мене ми се предизвик луѓе кои што знаат да носат специфични аутфити. Значи не ми е важно дали има вишок на килограми, дали е, не знам, манекенка, модел, идеална телесна композиција, небитно. Битно ми е човекот да знае да го носи тоа. Значи и да сака да биде впечатлив. Другото се може да се подеси и да се направи. Одлично, тогаш ајде да ми изненадите вие со Снежана, па вие ќе си се договорите што каде и како. Сега само уште хула-хопките. Кажи сега што е со хула-хопките, пошто некогаш викаат дека хула-хопката може да го зезне целиот аутфит. Може ако е бисер на месо боја со сјај. Може. Тие се најлошите? Да, тие се најлошите. Значи ако ме прашуваш за месо боја хула-хопки, треба да се мат. Треба да буквално да изгледа ногата како да е гола. Исто така треба да се внимава на кој аутфит, која хула-хопка се става. Тоа исто така многу битно. Значи може тотално целосно да се зезне целиот концепт, ако на пример можеби да речеме целиот сте во црно, еве јас тоа сум го имала. На пример како случај, моја клиентка во црна халина требаше да излезе на некој интервју и сега замислете да имате црни чевли и да ставите многу темни хула-хопки. Нема да биде како што треба, така? Во тој случај, на пример, може да се искомбинира со црна хула-хопка која е тенка провидна. Значи мора да му оставите малку простор на тој аутфит да диша, што се вика. Добро, ајде те прашам за хула-хопките. Ајде. Еве ја би идела да ги земам хула-хопките од нашите пријатели, ама ќе видиме дали ќе успеам во тоа. Не може да се каже конкретно оваа хула-хопка е во ред или не. Тоа зависи од целиот аутфит. Значи едно зависи од друго. Вие во еден аутфит една работа да одземете, веќе сме изгубиле се, или една работа да додадеме. Например, мејкапот да го смениме, едно да договориме, друго да направиме, веќе сме го изгубиле целиот концепт. Сме кај мејкапот советуваш за промена на фризурата? Да, совет. Што можеме кај Снежка да направиме? Јас се моментално низи е фатена. Фатена е кусата? Немам представа до каде е должината, меѓутоа она би можела да направи еден убав степен. Степен, да, и сега. Степен, да. Степенасто и исто така може и лонг боб. Па не можам да заклучам какви е точно кафеавкаста. Може да се изнијансира со некои прамени, меѓутоа да се тие 1 или 2 тона малку посветли од ова. Да не е драстично и да се тенки, да е природно. Она има убаво нежно лице, делува природно и тоа така треба да остане. Па не би одела така. Добро, окей, Јас тука плава, да. Па да те оставам да разгледаш, да видиш што каде како има, а јас да пробам да најдам хула-хопки. Јас кидам прво со месо бојата да видам дали ќе ги погодам, а после ако не ги погодам. Ти прво видиш што ќе носиш, после одбирај ги хула-хопките. Така иде да? Да идам ја ипак со хула-хопките. Ајде пробам. Добро. Слободно ти разгледам. Баш. И бидејќи ги добив потребните информации, тргнав да видам дали ќе ги погодам хула-хопките. Месо боја хула-хопки да бидат мат. Големината мислам дека или L. Имаме на пенти, мат 20. И тоа не е светка, нели? Не. Не е светка, добро. Па веројатно ќе биде добро. Значи ја ќе се сликнам вака. И сега значи ќе ја пратам на Викторија за да ми одговори дали е добро да земам или да не земам. Океј, благодарам. Сега чекам одговор од неа. Еве сум. Јас пристигнав. Заради тоа што стално вие нешто ни давате, ние сега решиме нешто на вас да ви дадеме. Едно мало внимание, кое што сигурно ќе ви се најде затоа што е на кафенце да си барите. Може? Ете! Здраво, Јас пристигнав и рекоа дека имате нешто за нашето учество. Секако. Повторно ние чести задоволство мели да изненадиме уште еден учесник од вашата емисија. Имаме за господјата Снежана, ни кажа дека нели така е името, едно патување за ова лето, за престојната, значи
сезона 2019 од нашиот собствен закуп, собичка, за да може да заедно со семејството еден одмор да истераат и да виде нели све како што треба, да изненадиме и израдуваме. Јас слушнавме нејзината приказна, ете и вие веќе се видовте со неа и се надевам дека ќе биде задоволни и ќе се релаксираат барем летово. Сигурно, ви благодарам многу и ќе ви принесам печатоци од кога ќе го дадеме. Благодарам. Тоа, а вие после ќе ми испратите фотографија од таму летово. Нема проблем. Може? Може. Договорен. Благодарам многу. Нема нешто. Во следната епизода погледнете што одбравме за Снежана, каде имавме проблеми и погледнете го неверојатното изненадување. Абе не бегај ме, има гадното куче, многу ми е страх. Ајде, глупости како. Стој не страх имаш. Кажете ми, ако иде Стојне надале? Да, ако иде ќе ти кажеме да ја тргнеш Стојне од. Убава Стојне. Стојне, више не Стојне. А ти не се плашиш од кучиња, срамота толкава крав. Што може да ти направи куче? Има каснато, имам толкав белек на ногата. И шо? И јади го си го голтнав. Само направи буп, одмај ти. Секаде Стојне ќе исконтролира. Како и тоа, што и предвидоат звездите во наталната карта.